Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Газам по калдрмава, чекор по чекор, бавно и тешко. Се гледам во тие коцки кои како да се раздвојуваат при моево газење. Привид ли е? Дали е привид да се раздвојуваат, а при нивното одминување повторно да се спојуваат? Не знам зошто, но досега сите животни коцки ги редев така, вешто, внимателно, за да направам цврста и стабилна патека по која слободно и сигурно ќе газам. Но ете, некако ги редам за некој друг. Главата ми е наведната како ова улична светилка која дава прикушена светлина. Мојов ум е прикушен од заматените мисли. Се уште одам, а посокаков ми жива душа. Дури сокаците се празнат кога поминувам јас. Изморен сум. Многу сум изморен. Изморен сум од прашања и нивните одговори. Од прашања без одговори. Ми се исуши. Ми се исцрпи теловот подрагава пуста. Тишината од сокаков ќе ме побудали. Како не се најде нешто што ќе писне, што ќе гугне, ќе се најде ли човек што ќе ме погледне во очи и да ме гледа како човек. Веќе години ме гледаат како човек, поточно како пациент од посебна здравствена институција наречена лудница. Ме избегнуваат, ме потурнуваат, ме жигоса пусти луѓе. Ми осакатија душава. Луѓето. Ме распна меѓу она што сум и она што тие сакаат да бидам. И во никој случај не сум ни едното, ни другото. Јас сум како маглата, лепдам во воздухот. Ке се прилепам до некој зид, до некој растение, до некој предмет. Мисливе, ми ја пијат душевната течност. Жеден сум. Чекорите ми ги пресретнува старица. Добра вечер. Како сте? Би ве замолил, доколку имате часовник, би биле љубезни да ми кажете колку е часот? Ја запрашувам. Намрштеноста на лицето ми го дава одговорот. Тоа е дотолчување на мојата психичка состојба. Ги чувствувам устниве суви, телото ме пече за вода. Жеден сум. Конечно слушам бучава од мојата десна страна. Доаѓа од меаната. Позастанувам и се мислам дали да влезам. А од друга страна жетта ми притиска во мозокот. Решавам да влезам. Влегувам, но како со половина чекор. Точно на влегување добив поздрав од пријател. О, пријателе, добра вечер. Дојди да се поздравиме. Дојди да се напиеме по една ракија. Не сум те видел долго време. Та денешниот пријател е таков. Да го направи животот никаков. Не можеш да знаеш со кого разговараш. Дали со ангел или со ѓавол. Една ракија не е ништо, затоа нарачувам уште една. Сакам да ми направи потрес во умот, за да не ги гледам луѓе околу мене. Меаната како и секоја друга, чадлива, пригушена, полна со секаков чкан од луѓе. Луѓе од различни сорти и секој од нив со вперен поглед во другиот, а посебно во мене. Вперени љубопитни погледи, жедни и жилни за новини за тоа кој што направил, што не направил, зошто сум таков каков што сум, дали е вистина дека сум луд, дека сум отишол на лечење за мојот умот и сум зборувал невистини,
дека сум бладал во сон, дека не сум бил од овој свет, туку од некој друг, поразличен, нечовечки. Ме гледаат луѓето како да имам рогови, со посебен уплав дека ќе ги прободам. Па да, од друга страна, на некој начин ги прободувам со моите невидливи рогови. Ги прободувам право в срце, им ја вадам срцевината од душата им совршена и ги оставам така, голи, разголени, без своја свест и разум. Ја испивам и втората чашка. Ракијата во комбинација со мојата свест придонесува да се чувствувам силно, сигурно, стабилно. Келнер, уште една, порачувам. Пристигнува и трета чашка. Кога ја гледам, ја наблюдувам исто како во неја да има божествен пијалок, кој ме тера, ме турка да го правам она што не можам да го направам при чиста свест. Пријателот ми зборува, не застанува од зборување. А јас не го заприметувам, не помнам што кажува. Фаќам само дел од прашањата. Што велиш, а? Зарем не сум во право, пријателе? Така да направам. Што да направиш, си велам? Прави што сакаш. Сега ми зборуваш, а знам дека за мене си правил лицемерни работи. Заради тебе денес луѓето ме зборуваат. За момент два надоаѓаат мисли бесни и за моево срце стануваат опасни. Третата чашка е празна. Се пролева продзирната течност низ мојот кркван. Патува по моето тело, патува во вид на енергија, во вид на вибрации, кои го примамуваат телото да се клата, да се крла, да танцува по некоја ново создадена музика, несекојдневна за човечкото уво, за човечките сетила, за човечкото постојање. Ги стегам тупаниците. Ми доаѓа да викнам толку силно што и самиот Бог на небесата би ме слушнал. Слушнете ме, викам. Слушнете ме сите вие луѓе и нелуѓе. Во меаната настапува тишина неописливо чудна. Луѓето како камени фигури остануваат на своите места, без никакво движење, како времето да застанува во тој миг. А дали навистина времето може да застане? Слушнете ме, некој од вас за будалетинка ќе ме мисли, но подобро ќе биде секој да размисли. Правам кратка пауза и продолжувам. Јас не случајно сум овде. Ме праќа човек од непознат свет. Ми рече да дојдам токму овде. Зашто овде? Токму овде треба да кажам. Продолжувам со став и глас како тоа да го правам често. Во целиот мој живот, на едно место, во еден момент од времето, не застанале толку луѓе да ме погледнат мене. Токму мене, изгубениот лудак. Дали тоа е до мојот глас или мојот стас, но сите имаат души како во клопче стуткани. Се слуша тресок од чаша. Келнерот ја испушти при мојот врисок. Секоја маса е како празна, како на столовите да нема живи човечки тела од крв и месо, туку како да има продзирни човечки привидени. Синоќа, сон сонив, и за тоа многу солзи ронив. Продолжувам со мојата реч. Бев на небесата. Јас, сосем сам. Таму немаше повеќе богови како што сме овде различни сорти на луѓе. Таму беше се едно. Едното владееше со се, во се. Владееше со човечките души, со душите на растенијата, со душите на животните, со душите на нештата, со душите на земниот и вонземниот живот. Владееше со мене, со тебе и со тебе. И со тебе што седиш таму сам. Владееше со сите. Со показалецот покажувам кон секој човек. Во сонот ми се всади чувство кој ми кажуваше дека јас, вие, не сме различни по природа, туку дека сме едно исто. Дека од секогаш сме биле исти. Одеднаш го подмрднувам своето тело и се тргам од масата. Правам чекор 2 и се упатувам кон првиот човек што е најблизо до мене. Јас и ти, пријателе, сме исти. Го допирам на рамото и продолжувам уште еден чекор. И со тебе, со сите вас. Сите бегаме еден од друг мислејќи дека ќе изгубиме душата своја ако сме блиску. Но не е така. Чувствувате, мили мои, колку сме се изгубиле. Сме се оддалечиле. Зошто не ја чувствувате мојата душа? Зошто јас не ја чувствувам вашата? Зарем вашето тело е поинакво?
Зарем јас дишам по различен воздух? Губам здив за момент. По неполна минута продолжувам. Зарем дозволивме лудоста да се всади, да се вдоми во нас, за да владее со нас? Зарем да се надпреваруваме меѓусебно? А во што ќе се надпреваруваме? Во тоа кој е во право, а кој не? Кој е посупериорен? Кој е помоќен? Зарем нашата моќ е реална? Пријатели мои, а како сме моќни? Над што сме моќни? Која е нашата моќ? Со неколку чекори одам до другиот крај на меанат. Го погледнувам човекот што се гледа втренчено во мене. А ти, пријателе, се чувствуваш ли моќен со тоа што ме нарекуваш луд? Или пак јас, ако те наречам будала, слабоверник и губитник? Добиваме ли нешто со тоа, пријатели мои? Да, сонував дека таму на небесата, таа заедничка небеса за сите, не постоиме ние како вакви изобличени неприродни, туку постоиме совршени. И на крај, кога завршува мојата реч, е исто како да сум пресекла со некој меч. Одеднаш се менува и од црно станува бело. Не постојат веќе прозирни човечки привиденија, туку живи луѓе. Меаната не е веќе маглива, туку светла. Во меаната започнува да се шири радост и смија, исто како да сме под Божја стреја. Доаѓа и мигот да ја разбистрам својата глава, ама не можам, оти одеднаш добивам јуначка слава. Се насобираат луѓе околу мене, непријатели, се со една цел, да ме прегрнат. Ама јас не сум таков човек. Научен на самоти и презир од другите. Моето јас не знае за тоа. Ми текна да се провнам вешто за другите да не ме разбират погрешно. Внимателно излегувам од меаната. Земам воздух. Длабоко вдишувам и се уште несвесен што се случи. Погледнувам лево и десно. Сокакот е се уште празен. Тргнувам по истиот пат. Повторно погледот ми е упате кон моите чекори, кон калдрмата. Само што сега не ми се привидува дека таа се раздвојува. Ја чувствувам стабилна под моите нозе. Газам цврсто и сигурно. Останувам повторно сам и решавам мислите да си ги разбистрам. Мислам и на крај си велам. Влегов несрекно роден, а излегов прероден. Eliezer